tell me your name and where are you from? From which city in Greece? Yes. Όχι, τι πες πώς είναι. Nikiti? Θεσσαλονίκη, Thessaloniki. Καρατζιουβάρης Χρήστος. What model of car is this? 83. 83. How long you have this car? How many years you buy it? Πόσα χρονιά. Πόσα χρόνια το έχουμε, 3. Παραπάνω, 5. 3, 4, 5. 5. Do you go everywhere with this car? Do you go everywhere in Bulgaria? Ναι, tour. All Balkans? Ναι, yes. Ρουμάνια, Βουλγαρία, Τούρκοι. Τουρκία. Σέρβια. How do you like this all cars here? Very nice. Very nice. Thank you very much. Thank you very much. Йорданов Филипов от София Тук сте со? с Волга М21C Коя година произведена? 67. Колко време имате? По 18 години. От кога любовта към вакви автомобили? От 73-та година. Имам още 4 такива. 2 комбита, Волга пак и още 3 такива. Дека се одите на надпревари и на изложби? И в Ниш, бех миналата година в Ниш. В Букурещ съм ходил. Волгата е интересно возило. Кажете ми нещо за Волга. Интересно е. Хубаво е. Меко вози. Нашите министри едно време все такива са карали. Меко вози, хубаво вози. Тук гледаме доста возила от Делчево. Как сте задоволни? Има Тук има наш организатор, който е от Благоевград. И той организира. Само аз съм тук единствени от София. Иначе тук са от Благоевград повечето хора. Има от Хасково един москвич и така. 70 DS Mercedes. От коя година? Произведен е 1953 година. Има мотор от 40 конски сили или 29 кВт. И моторът е дизел, вече користи дизел. Вие я купихте от некога или от ваши? Да, я вече имам 40 години. Първият собственик е събрание на Сараматовеш, 53. Да. Како е, дали може да се најдат делови како ја одржувате? Ја регистрирате, имате таква? Да, редовна е. Редовна регистрација возите? И ја возам се возен. Како е чувството да се вози некој долаште простора ближи? Супер убаво. Дали И удобно. Дали одите во други држави само? Да, последното беше во Белград 2016. Сега къде ще има, участвам. Каде се Къде се случила? движим. Пак имаше во Охрид, во Солун, во Белград, во Ниш. Все пак тие по-локални места. Не подалеку од 500 км. Еве, тука сме со еден учесник од Битола кој дојде на четвртата изложба на Олтаймери во Делчево со едно прекрасно возило, да ни кажете нешто за него. Па вака, ова е Бјуик 52 година, супер. Карактеристики. Овој модел е, мислам беше оставен во Битола баги години, па ние го реставриравме и сега идеме по изложби, а се да прошетаме со него. Колку време го имате? А го имаме на 5 години, ама 2,5 години го реставрирав. А љубовта кон олтаймерите од кога трае? И имам од парано, пред 30 години. Имам и други олтаймери. Opel, Fiat, значи тие се други возила, само овој ми е некој најубав од сите. Каде се сте биле со него? Па низ цела Македонија. Сега по сите. Не моментално не. Али низ цела Македонија сме по сите изложби одиме. Така, Денеска гледаме доста возила тука. Па добро е, денес е супер и малку времето. Прв пат идам во Делчево и баш ми е мило. И па ќе видиме како ќе биде, али гледам супер изложбата. Доста возила има, доста стари возила има. Па со среќа да му е, па ќе видиме како ќе излези. Класичan југословенски ауто, 101 и 76. godine. Prešao skoro 400.000 i 161 auto. Ти си млади дечко, одакle е љубов према... Od malena, porodičan auto, deda prvi vlasnik i od tada je krmuo. Saša Trajković iz Само што Vranja. сте стигли, како е било путување? Super, super. Какав модел за они кои не знаат?
Biće kontraš, 65, 750. Prvi vlasnik? Nisam prvi vlasnik, drugi. Kad ste je kupili? Pa ima jedno 15 godina. Odakle ljubav prema starim autima? Odavno, od malih nogu. Da ni se predstavite, da ni kažete sa kakvo vozilo učestvувате денеска на четвъртата изложба на Oldtimer? Аз се викам Младен Георгиев, от Делчево. Честваме с джип Fiat, Кампаньол. Колко време го имате? Па имаме време около 5 години, сега го средувах малкичка и го средихме сега за ова за... Защо най-често го користите? Па за теренско возило, тоа е за по 4x4 се избацуваат предните, може да се включуваат кога по потреба само кога се сака. Що ќе кажете за ова манифестација по четврти пат? Па манифестација е добра, така треба и да продолжи. Уште повеќе да се собираат, да има стари коли што повеќе од разни краишта и така. Сум Ѓорчев Стефан, инаку представник од Oldtimer клуб Свети Николе. Сум со ова возило Warburg 353 Deluxe од 74 година. Карактеристики за возилото? Карактеристики за возилото, двотактен мотор, најкарактеристична работа за ова возило, двотактен мотор, 3 клипа. Убаво викаат и србите за него, 3 клипа, 3 свечици, 3 платине, 3 му пизде материне. Мада добра кола. Редовно ја возите или само? Редовно. Мислам, имам друга кола за секојдневно, ама редовно се вози, оди по цела бивша Југославија се вози, нема проблем. Тука за настанот во Делчево? За настанот во Делчево. Сега сум прв пат, требаше и минатата година да дојдем, ама минатата година имав други обврски. Бев на друг собир веќе во Србија и не можев да стигнам тука. Инаку супер е собирот, ми се допаѓаат, има добри возила, особено возилата од Бугарија, представниците од Бугарија. Има гостите од Србија исто се со мене заедно дојдовме на ОМУ. Вака млад човек сте, кога љубовта према Oldtimer? Према Варбургот од секогаш. Ја го почнав Варбургот да го работам и после кога положив за кола имав BMW X3. Ама купив после тоа, имаше поголема конјажа што треба. Па купив Мерцедес 123. Па после тој Мерцедес купив уште еден 108 од 67 година. Па после купив Fiat 125P од, мислам, 76 година. Па после уште една, уште друга, уште трета, сега се 2 раце коли. 10 коли. Ќе продолжи сигурно понатаму? Да учествуваш? Ја би... Да, на собирите секако дека учествувам. За возила некако сакам да престанам ова да работам, ама ова е исто, убаво кажува колекционерот Дионис Пашлаков, ова е поопасно од комар. Сите пари на тоа се даваат. Пану. Еве, тука има една друга специфика за ова возило. Гледаме еден грамофон кој функционира, работи. Дај да видиме. Нешто за тоа да ни кажете? За грамофонот? Да. Па вака, јас сум голем љубител на опрема. Сакам опрема и во нови и во стари возила, затоа од опрема имам се во ова возило. Имам и портабл телевизор, исто е од 70-тите години. Он треба да биде тука вграден исто и да има камера за рикверц. Имам фриждер ставен овде, не ради друго. Нема ништо тој фриждер да олади, мислам колку ние можеме да испиеме, тој не може да постигне, ама тоа е само колку фора да ги зезам тие што ми кажуваат дека новата кола од 100.000 евра била подобра од старите. Мислам, секако е подобра, ја имам нова кола, Ама чувството да се вози... Да, чувството да се вози ова е многу подруго. Значи, со кола од 250 коња да претекнеш некого на автопат е многу лесно. Ама со оваа кола кога ќе претекнеш некого, тоа е нешто најинтересно што може да се... Ова што би рекле скап спорт. Имам и овакви, овие ги ставам ноќеска на квачите, кога ќе ја оставам колата негде у град, на кваката надвор. Многу јасно. Да. Благодарам, Ова е, пошто сме први собственици, овие чорапи се още од првата кола на баба ми и на дедо ми, оваа е втора. Да. Овие се од 69-та. Тоа е.
Благодаря много. Уште многу пат да помене, ти посакувам да поменеш. Благодарам и на вас. От София съм, Жори Георгиев съм. Со какво возило? Що? Со какво возило сте тука? С това е. Най-лепото. Па, колку години го имате? И колко години? Некъде 5 години го имам. Каде се сте били со него? О, с него по Балканите. На събори, на сбирки. Која му е јака страна? Возилото е 4x4 синхро, бензинов мотор с газ. Друго, що ви интересува? Има блокажи отпред, отзад. Стандардно го карате? Да. Вози по-добре от джип. Все си има, ела да снимаш един как го спи вътре. Цяла нощ е... Давай. Его човек го спи, спава. Его и песат. Виж каква емблема има. Удобно ли е за спиење? Ама без жена не е добро. Без жена не, никако.